Почитувани, добар ден. Ги следите вестите на Канал 8. Општина Кочани ја спроведе планираната акција за пошумување на дел од околината на споменикот на слободата на Ридот Локубија. Во заседувањето на садниците се вклучи општинската администрација, дел од вработените во јавните предпријатија и институции, како и членовите на Советот, а активноста е во пресрет на одбележувањето на Денот на пролета. Вработените во локалната самоуправа, во јавните предпријатија и институции, како и членовите на Советот на општина Кочани, реализираа акција за пошумување на околината на споменикот на слободата. Активноста е во рамки на проектот за оформување парк шума на Ридот Локубија, каде што се наоѓа објектот, а истовремено се реализира и во пресрет на одбележувањето на Денот на пролетта. Гледано од осовината на споменикот, лево и десно по 40 метри, се прави појас во широчина од 6 метри, зелена патека, која е подготвена и која ја озеленуваме со претежно застапени садници, дуглазија, односно еден вид бор. Карактерот на растението е дека најбрзо напредува во текот на една година. Веќе ги посадија над 150 садници, а локацијата има можност од околу 220. Просторот околу споменобележјето ќе се озеленува и со десетина култивирани садници платан и белдап, а на целата локација е вцртана изградба на 3 детски игралишта. Освен намерата за облагородување на просторот со нови садници, идејата на локалната власт е повторно да ја заживее локацијата, што беше едно од главните собиралишта на младите, а на кое се организираа културни и забавни содржини. Минатата година дел од овие активности беа обновени, а се очекува да продолжат и годинава. Инаку, општина Кочани претходно изготви идејно архитектонско решение за парк на Ридот Локубија, со кое се предвидува тој да опфаќа површина од над 130.000 метри квадратни. На целиот простор е планирана изградба на видиковец, патека за маунтбајк велосипеди, универзално спортско игралиште и простор за настава во природа. Советот на општина Виница ја одржа 19-та редовна седница, на чиј дневен ред советниците разгледуваа 40 точки. Меѓу нив се најдоа завршните сметки на локалната самоуправа и на комуналното предпријатие Солидарност, а се расправаше и за извештаите за работа на буџетските корисници, како и за барањата согласност за вработување во училиштата и институциите, што се под надлежност на општината. Вкупно 38 точки од дневниот ред се најдоа на разгледување пред членовите на Советот на општина Виница на 19-та редовна седница. Главно прашањата беа од финансиска природа, при што најголемо внимание имаше за завршната сметка на локалната самоуправа за минатата година, како и за извештаите за реализација на инвестиционите програми и обезбедените средства, односно побарувања и обврски од буџетската сметка. Исто така, советниците ги разгледуваа и барањата за согласност за вработување во општината, во училиштата, библиотеката, музеот и комуналното предпријатие Солидарност. Се разгледуваше и барањето согласност за завршната сметка на комуналното предпријатие, како и заклучоците што Општинскиот совет за безбедност во патниот сообраќај ги донесе на неодамнешниот состанок на кои беа предложени мерки за решавање на сообраќајните проблеми во Виница. Десетина од точките на седницата на Советот беа извештаи на Сдруженијата на граѓани и други корисници што добиле пари од општинскиот буџет, за тоа како ги потрошиле средствата. Исто така, советниците беа информирани и за реализација на есенската сеидба на житните и други култури на територијата на општината, како и за подобрената хемиска и биолошка исправност на водата за пиење од водоводите во селата Лаки, Лески, Липец и Истибања. Членовите на Советот на општина Виница донеса одлука за барањето од компанијата Мак Прогрес за продолжување на работното време на хотел-ресторанот Александар Парк по повод одбележувањето на неговиот 4ти роден ден. Исто така беше дадена и согласност на одлуката за утврдување вредност на бодот за пресметување плата на административните службеници вработени во општинската јавна установа Детска градинка Гоце Делчев. 6 случаи на заболени од морбили има во регионот, што го покрива Центарот за јавно здравје Кочани. Од нив 4 се во Кочани и 2 случаи во Виница.
Состојбата се следи и се држи под контрола, информираат од Центарот. Заклучно со 9-та недела во Кочани и регионот што го покрива Центарот за јавно здравје има 6 потврдени случаи на морбили, од кои 4 во Кочани и 2 во Виница, информира доктор Горан Николов, специјалист одговорен епидемиолог. 4 заболени во Кочани, од кои 2 деца и 2 возрастни и 2 заболени деца на 13 месечна возраст, од кои едното е и серолошки, значи потврдено, диагностицирано, а другото е само со клиничка слика на морбили, меѓутоа за неколку дена чекаме потврда и за тој втор случај на морбили во општина Виница. Значи, вкупно кумулативно 6 случаи на заболени од морбили во регионот кој што го покрива Центарот за јавно здравје од Кочани. Двете заболени деца на 13-месечна возраст од Виница се во стабилна состојба и со полесни симптоми и клиничка слика ги прележале морбилите, појаснува доктор Николов. Во останатите градови што ги покрива Центарот за јавно здравје Кочани, за сега нема ниту еден потврден случај на морбили. Инаку во Виница и Кочани се потврдени неколку случаи на заболени деца од овча сипаница или варичела, што е многу различна сипаница од морбилите. И доктор Николов вели да не се крева паника меѓу родителите во градинките или воопшто кај населението, бидејќи она што е присутно кај дечињата од овие општини е овчата сипаница, и тоа кај мал број деца, а не морбили. Тоа се различни типови на болести што воопшто не треба да се поистоветуваат, додава доктор Николов. Тој вели дека опфатеноста со вакцинација не само од морбили, туку од сите болести согласно календарот за имунизација во регионот што го покрива Центарот за јавно здравје Кочани е висока и повеќе од 96% од населението е вакцинирано. Мак Прогрес ја подража иницијативата за дополнителни 3 месеци скратено работно време за родителите што се враќаат од породилно отсуство. Компанијата се надева дека кон оваа позитивна иницијатива ќе се приклучат и други компании во Македонија. Најголемата прехранбена индустрија во регионот Мак Прогрес Виница на менеџерски состанок донесе одлука да се прифати иницијативата за дополнителни 3 месеци скратено работно време за родителите што се враќаат од породилно отсуство. Со оваа одлука уште еднаш Мак Прогрес покажува дека вработените се најголемата вредност за компанијата и дека грижата за нив, нивната едукација и обезбедувањето на најдобри услови за работа се нешто што представува императив во работењето. Дека вработените имаат можност за напредок, за градење кариера во нивното родно место, а при тоа имаат бенефиции како во некои од најразвиените западноевропски земји. Станува збор за новина со која вработените кои користеле отсуство поради бременност, раѓање и родителство во следните 3 месеци по завршување на редовните 9 месеци или 15 месеци за 2 или повеќе деца одеднаш, ќе може да работат со скратено работно време, половина од полното работно време, а при тоа ќе им се исплаќа целосен личен доход и ќе ги уживаат сите други привилегии како да работеле со полно работно време. Мак Прогрес вработува над 600 вработени и со тоа представува најголем работодавач од прехранбената индустрија во источниот дел на Македонија. Со својот бренд Винчини е своевиден пионер, амбасадор на кондиторската индустрија, кој прв отворено се осмели да излезе на странските пазари и преку организиран и системски пристап да креира перцепција на македонската кондиторска индустрија како квалитетен и конкурентен играч во регионални и светски рамки. Во моментов производите се продаваат на пазарите во над 55 држави во светот. Како иновативна компанија постојано ги следи потребите на потрошувачите, создавајќи високо конкурентни брендови кои може да се носат со останатите на конкурентните светски пазари. Винчини, Сончева долина, Армонија, Натура, Фантазија, Донија се дел од брендовите кои влегуваат под капата на производствената индустрија Мак Прогрес. Редовно годишно собрание одржа Сдруженијето на пензионери Кочани, на кое беше разгледано статутот на Сдруженијето, а беше разгледана и усвоена завршната сметка на Сдруженијето за изминатата 2018 година. Се одржа и конститутивната седница, на која за председател во следниот 4-годишен мандат повторно беше избран досегашниот председател Ѓорги Серафимов.
Сдруженијето на пензионери на Кочани го одржа своето годишно собрание на кое беше разгледан статутот на Сдруженијето и неговото надополнување, како и разгледување и усвојување на завршната сметка на Сдруженијето за периодот од 1 јануари до 31 декември 2018 година. Собранието на Сдруженијето на пензионери Кочани ја одржа и конститутивната седница, на која за председател во следниот 4-годишен мандат повторно беше избран досегашниот председател Ѓорги Серафимов. Прошлата година имавме доста голема активност и резултатите се видливи и тоа што по програмата се што беше предвидено и у проширен обим го завршиме програмата, нарочно во односа на соработката и попратимувањето со Сдружение од друга република, од Србија, со Лесковац, а другите сите работи што беа предвидени по програмата, тоа е општа осена и на седниците на соборите на ограноци, на извршен одбор и на други структури што ги гледаат тие материјали, да е направено добар ишекор со солидно работење во 2018. Сојузот на Сдруженијата на пензионери на Македонија го сочинуваат вкупно 53 здруженија на пензионери. Во Кочани се реализираат активности кои се во фокусот на активностите на Сојузот на Сдруженијата на пензионери на Македонија. И Кочани е предводник на активности кои досега беа запоставувани. Истакна заменик председателот на Сојузот на Сдруженијата на пензионерите на Македонија Салтир Каровски. Всушност заокружуваме еден мандатен период од 2015-2019 година. И ако ги цениме резултатите на Сдруженијето на пензионери Кочани, тие треба да ги гледаме во целиот мандатен период. Сигурно дека, кажа председателот Серафимов, минатата година имаше успех на сите полиња, кои што програмски ги реализираме во согласно со статутот. Но соработката со локалната самоуправа е на високо рамниште и се гледат и резултатите. Токму активностите околу изградбата на овој регионален дом за стари лица е и резултат на ангажирањето на локалната самоуправа, посебно градоначалникот Николчо Илиев. На конститутивната седница беше усвоена и програмата за работа и финансовата програма за 2019 година, а беа избрани и останатите органи и тела на пензионерската организација на Кочани. Традицијата налага на Тодорова сабота нововенчаните невести со своите свекрави или мајки да идат на црква и да ги запалат свадбените свеќи за здравје и пород да се поклонат на иконата на Свети Теодор Тирон. Од православниот храм Свети Великомачени Ѓорги во Кочани ги покануваат да дојдат на литургија по повод празникот сабота на 16 март. Невестите под рака со своите свекрави на денот Тодорова сабота секоја година го полнат Кочанскиот православен храм Свети Великомачени Ѓорги. Оние кои што стапиле во брак од минатата Тодорова сабота до оваа, одат на црква, месат погача за здравје и ги палат свеќите од венчавката. За здравје се поклонуваат пред светецот, а свештениците им читаат молитви за успешен брак и здрав пород. Во овие краишти има една стара традиција, тоа е нововенчаните брачни парови доаѓаат овде при храмот, а по завршувањето на богослужбата, откако се отслужи акатистот, а и на, како што кажав, нововенчаните парови им се чита молитва за долг и успешен црковен брак. А како што можете да видите, како секоја година, така и ова храмот беше препун со верници и со нововенчани парови. Сите оние кои што не можеа да присуствуваат на катистот и да им биде исчитана молитвата, може тоа да го направат утре, значи со почеток во 7 часот ќе се отслужи утрено богослужение, потоа ќе има златоустова литургија, а по завршувањето на литургијата ќе им бидат прочитани и молитвите. Свештениците повторно подсетија кој може да се причести, а кој не, за време на великденските пости кои што се во тек. Доколку немате благослов од духовниот отец, доколку не сте исповедени, да не пристапувате на причеса, при тоа откако ќе се причеса, тие го завршуваат постот. Знаеме дека постот не трае до овој ден, туку постот продолжува се до за нас најголемиот празник Воскресение Христово или Великден. Секако доколку не можат
да го издржат, да издржат таа шема на телесен пост, нека дојдат, нека се обратат кај свештенството, нели, ќе им биде ублажен, но треба да внимаваат на оној вистинскиот духовниот пост, тоа е засилената молитва, покајанието, исповеданието, размислувањето за односот кон Бога, односот кон ближните луѓе, пак ќе се повторам, сите оние што немаат благослов од својот духовен отец и не се исповедани, утре да не пристапуваат да се причестат. Инаку празникот посветен на светиот Теодор Тирон за многу семејства представува семена слава, бидејќи култот кон светителот доста е раширен во нашиве простори. Од православниот храм Свети Великомачани Ѓорги додаваат дека за време на великденските пости, секој петок со почеток во 16 часот се чита акатист, а секој петок и недела и празници се служат свети божествени литургии. Следува информацијата од спортот. Ниту викендов нема да започне пролетниот дел од првенството на третата фудбалска лига Исток. Управниот одбор на лигата писмено ги известил клубовите дека нема услови за одигрување на надпреварите, додека тие не ја платат котизацијата за учество. Управниот одбор на третата фудбалска лига Исток испрати ново известување до клубовите дека ниту овој викенд нема да се играат надпреварите од пролетниот дел на првенството. Одложувањето се случува по втор пат, иако според распоредот на Фудбалската федерација на Македонија, редовното 16-то коло требаше да се одигра на 10 март. Причина за пролонгирањето е што до определениот рок клубовите не ја уплатиле котизацијата за учество. Поради неисполнување на условите за надпреварување во третата лига Исток, согласно актите на Фудбалската федерација на Македонија, почетокот на пролетниот дел од првенството се одложува, стои во краткиот писмен допис од раководството на лигата. Од кочанскиот третолигаш Осогово, кој е есенски лидер на табелата, рекоа дека екипата работи професионално, ги почитува актите на федерацијата, нема заостанати обврски по основ на котизација и бара брзо решавање на ситуацијата. На сметката на екипата има преостанати средства од котизацијата за есенскиот дел на надпреварувањето, а исто така уплатени се пари за учество и за вториот дел од првенството. Поради сегашната состојба, ќе мора во краток период да се одиграат 4 вонредни кола. Од Осогово се надеваат дека останатите клубови ќе ги надминат проблемите, односно ќе ги уплатат потребните средства и закажаните надпревари ќе почнат да се играат. Воспротивно, најмногу губат и фудбалерите и љубителите на фудбалот. Од управниот одбор на лигата пак претходно информираат дека една од причините што клубовите не ја платиле котизацијата е што локалните самоуправи не им ги исплатиле планираните средства со годишните програми за поддршка на спортот. Поради предизборниот период во кој општините не смеат да им даваат пари на буџетските корисници до почетокот на мај, останува отворено прашањето како клубовите ќе ја платат котизацијата и кога првенството ќе продолжи. Почитувани, тука ги завршуваме вестите на Канал 8. Ви посакуваме пријатен викенд. Довидување.